Добре дојдовте повторно во студиото на телевизија 24. Разговараме со доктор Владимир Ристовски, доктор, кардиолог, интернист во 8 септември. Добар ден и добре дојдовте. Ви благодарам што издвоивте време во ова тешко време да најдете простор да поразговараме за сето она што ги тишти и пациентите, но и докторите и медицинскиот кадар. Еве изминаа речиси 10 месеци би рекол од пандемијата. Како од денешен аспект гледате на овие 10 месеци? Успеавме ли да се справиме со она што се вели предизвици во битка со коронавирусот? Добар ден на сите гледачи, благодарам на поканата за учество во вашата емисија. Па, овие 10 месеци беше еден период за докажување на самите здравствени работници за предизвикот против овој вирус, до кој што, како знаете, се уште малце се знае. Овие 10 месеци беа исполнети со вложување на големи напори од страната на здравствените работници, здравствениот систем. Секој ден е нов предизвик, секој ден е нов ден кој што дава да научиме нешто ново за вирусот. Секој ден се организираме и секој ден се приспособуваме на потребите, на секојдневните потреби, притисокот кој што ги има населението, односно од болните моментално. Последните 2 месеца знаете дека притисокот од заболени од COVID-19 е се поголем. Се поголем број на болни доаѓаат во нашата установа. Како што знаете, имаше комплетна реорганизација на цел клинички центар, кој што за време на првиот бран беше заштитан, освен клиниката за инфективно. Во тој прв бран не само нашата болница и клиника на инфективно беа двете главни места каде што се хоспитализираа сите болни. Нашата установа претходните месеци беше единствено место каде што не само што се хоспитализира овие пациенти, туку беше место каде што можеше се даде секој интензивен, ургентен, интернистички, хируршки третман за пациентите болни. Значи, секоја ургентна хируршка состојба или секоја ургентна интернистичка состојба беше дадено нашите колеги. Бевме место каде што бевме единствено во државата кој што третиравме и акутни миокарди инфарктика и COVID-19 позитивни пациенти. Другите малце здравствени установи се изолираа во тој сегмент. Тежината беше оставена на нас, митоа ви кажав, искуството во однос на тој поглед е големо. Имаше голем број на третирани пациенти со добар исход. Последиците од вирусот ги согледуваме сега, неколку месеци после таа голем наплив и голема тежина на тие тешки клинички болни на пациенти. Овој период, последниве 2 недели имаме некоја стагнација во однос на бројот на новопримени болни. На што се должи тоа, вака? Па мислам дека се постигна пикот од наша медицинска гледна точка, пикот на заболени се постигна. Имаме доста голем број на веќе излекувани пациенти. Се отворија доста голем број на болнички кревети, митоа болничкиот кревет како болнички кревет не е една тежина доколку нема некој да го види како здравствен работник. Здравствените работници сме тие, на број сме, како во однос на доктори, така и во однос на медицински сестри и болничари. Не е само работата с големи бројот на болничките кревети, туку треба едноставно да се продолжи соодветна здравствена услуга за пациентите. Како што кажав, овие 2 недели се направени една реорганизација во нашата болница, беа отворени дополнителни одели. Интерно се направи Дополнителни одели за COVID? За COVID позитивни пациенти, да. COVID-позитивни. Имаме еден одел кој што е интензивна, кој што се хоспитализираат сите пациенти ургентни интернистички кои што се COVID негативни. Пикот, како што кажав, е достигнат. Имаме секој ден нови приеми на пациенти, мито имаме голем број излекувани пациенти. Најтешко болни од целата држава се хоспитализираат, како што знаете, кај нас во тој COVID интензивен ургентен дел, каде што е број 28 места, каде што се препаѓаат најтешките пациенти. За жал има и смртни случаи секојдневно. Секојдневно има смртни случаи. Дори има само што се хоспитализираат пациентите, дори веднаш завршуваат со смрт, значи немаме ни можност да продолжиме некоја здравствена поголема. Ваши колеги и во ова студио рекле овој вирус е чудовиште. Зошто е чудовиште COVID-19? Чудовиште е заради тоа што пациентот може да биде комплетно асимптоматски и за 2 дена комплетно да се промени целата клиничка состојба, кој што и за неколку часот пациентот може да заврши на респиратор, а многу пациенти не ни стигаат до респиратор.
Значи има таква променлива клиничка слика во однос на тежината што многу брзо напредува самата болест. Едноставно глад за воздух за неколку часа и завршува на машина. За разлика од другите вируси кои што нормално претходно имате неколку денови постепено влошување на состојбата, за разлика кај овој вирус SARS-CoV-19, значи клиничката состојба напредува многу брзо и едноставно за неколку часа веќе губиме битката со пациентот. Предпоставувам сте се соочиле со многу ситуации драматични во текот на лекувањето и вашето искуство директно и во ковид центарот. Како човек ги доживувате судбините на овие луѓе кои што се борат со вирусот? Секоја човечка судбина е тешка. Ние како здравствени работници не само што сме изложени на физички напор што се бориме, туку и психолошкиот момент е многу важен. Да не кажам, во нашиот одел секој ден имаме до 4, 5, 6, некојаш и повеќе смртни случаи. Ви кажам, многу голем број на пациентите едноставно не стигнале да им пружиме некоја поголема медицинска помош. Секоја човечка, како што кажав, судбина е тешка. Психолошки издржуваме, мислам, лекари сме, медицинари. Ние претходно бевме соочени сепак со такви предизвици и тоа се надеваме дека ќе издржиме до крај во однос на психолошки аспект. Да. Како COVID-19 се однесува кон овие пациенти кои што имаат претходни заболувања поврзани со специјалноста што вие ја работите? Велат дека тука е можеби најголемиот удар и најголемиот број на смртни случаи се јавуваат кај делот овие кардиолошки проблеми, би рекол. Да, кардиолошките пациенти се најзасегнати во однос на морталитетот и морбидитетот со COVID-19. Пред се тоа се пациенти со артеријска хипертензија, со кардиомиопатија, пациентите со срцева слабост. Они имаат највеќе ризик за да заболат и имаат највеќе голем ризик да завршат со летален исход. Не само во однос на кардиолошките, тука спаѓаат и пациентите со дијабет и со хроничната бубрежна болест. SARS-CoV-19 е еден вирус кој што не само го зафаќа срцевиот мускул, не само срцето ги зафаќа и пред се и белите дробови, ги зафаќаат и бубрезите, односно едно мултисистемско зафаќање. Затоа ние ги третираме како еден конзилиарен тим од инфектолози, интернисти и анестезиолози, како еден конзилиум за третирање на оние потешки форми на пациенти. Најчеста последица која што овие месеци која што забележавме кај овие пациенти е појавата на акутен миокарден инфаркт кај помлади пациенти кои што се позитивни на овој вирус. Пациенти кои што имаат полесна клиничка форма на пневмонија, збориме млади пациенти, 20 и нешто, 30 и нешто години, кои што во текот на самата хоспитализација, самата болест создава микро и макротромби, кои што влегуваат во циркулацијата на крвните садови на срцето и предизвикуваат инфаркт. Голем број на пациенти дури се третирани во смисла на тоа правиме тромбаспирација, односно само го вадиме тромбот од крвните садови и нема потреба ставање на стент. Значи, тие тромби се дисеминирани целото тело и кои што се една од причините за појава на инфаркт. Друга последица која што е значена е воспаление на срцевиот мускул, односно миокардит, каде што срцевиот мускул е зафатен од самиот вирус, ја губи својата моќ, слабе и едноставно прави задршка на течности во организмот и нормално ја влошува самата состојба. Како во однос на лекувањето се однесувате кон пациентите? Постојат ли протоколи со кои што ги примате и испраќате пациентите? Да. Бидејќи тоа прашање се постави повеќе пати. Филипче вели, министерот вели, протоколи има, меѓутоа се разликуваат од асимптоматската до асимптоматската слика во зависност од тоа како треба да се однесувате кон пациентот. Од друга страна, другите инфектолози велат не постои унифициран протокол и заради тоа смртноста меѓу другото во Македонија е на повисоко ниво од другите земји. Како вие гледате на таа работа? Има одредени протоколи со кои што ги третираме пациентите. Точно дека асимптоматските и оние со полесна клиничка форма, протокол за нивно третирање се разликува од тие со потешка форма или пациентите кои што се на респираторна машина. Кај нас е прифатен хрватскиот модел протокол. Меѓутоа секојдневно во однос на нашите медицински страни, значи истражувања или медицинските списанија, ние секојдневно ги следиме нивните протоколи. Меѓутоа, друга аспект е секогаш го третираме пациентот и во однос на претходно искуство.
во протокол нели се кажува дека рековалесцентната плазма не спаѓа во протокол за третирање, значи има голем број на студии кои што вика нема бенефит. Мито искуствено кај нас огнато дека први почнавме со давање на рековалесцентна плазма, има голем број пациенти кои што излекувани, има голем број особено имаме одреден медицински персонал кој што вика после примената рековалесцентна плазма ние се чувствуваме многу подобро. Значи сепак нешто третираме и во однос на искуство. Тука ја применија моите колеги анестезија од зонотерапијата, кој што исто така придонесува, а според протокол не е внесен во протокол за третман, али сепак има одредени бенефити во третман на овие пациенти. Протоколите секој месец се разликуваат, се надополнуваат, се менуваат во смисла тоа што првично кортикостероидите не беа ставени во протокол за третман на овие пациенти. Од август месец кажа навамо да, кортикостероидите делуваат поволно за овие пациенти со потешка клиничка форма и се вметна во протоколите. Ние како здравствена установа имаме протокол, митоа секој ден наимно влесуваме дополнителни лекови со оглед на како се запознава болеста, како се внесуваат одредени лекови. Последниве денови има и за некои протоколи, односно излезе на америчка клиничка студија за влегување некои антипаразитни лекови во третман на овие пациенти. Тоа кај нас го има само во ветеринарни установи. Али американците веќе го одобрија тој протокол за лекување, кој што нормално треба да тука да прифати Европа, треба да се направат дополнителни истражувања да се види дали тој антипаразитарен лек може да биде погоден во третман на овие пациенти. Јавноста е многу дефокусирана, на социјалните мрежи се пишува од многу некомпетентни луѓе, значи за третман, значи има многу размена на мислења, народот многу едноставно меѓусебното комуницирање си го прави третман. Значи имаме, знаете, класичен пример, имаме злоупотреба на антибиотици. Одредени микробиолози кои што добро ги знаете, го видоа тој факт. Не може асимптоматски пациент без никакви симптоми да пие антибиотик. Тоа е нонсенс. Да, тоа е грешка во здравствениот систем, не добро се објаснија во еден сегмент од здравствениот систем. Така и матичните лекари почнаа да вако фармацијата, исто така на некој начин дел од фармацевските компании или повеќе би рекол и аптеките го злоупотребија тој елемент, па почнаа да даваат антибиотици под рака и да, буквално под рака беа хаос во тој сегмент, што добро е што се јавуваат експерти кои што на тоа ќе укажат, меѓутоа не гледаме системско решавање на проблемот. Експертите многу касно се уклучија, тоа требаше да биде проблем кој што многу порано требаше да се реализира реално. Не е кога проблем кога навистина азитромицинот беше дадена како бомбонче. Класично кажам. Значи азитромицинот знае се лекува се третираше интрахоспитални потешки инфекции. Сепак е тоа за инфектолозите, јас сум кардиолог, митоа и кај нас како болнички лекар ги гледавме тие третирања последиците. Точно дека треба да има протокол и матичните лекари треба да имат протокол, за жал они се слабо вклучени, не по нивна вина, по вина на самата организација на здравството, они требаше повеќе да бидат вклучени во едноставно да се прошири нивниот опсег, можност за давање на пример и за лабораториски испитувања и за рентгенски испитувања, они се ограничени во однос на тој третман и целиот товар падна на секундарно и терцијарно здравство. Ако беа вклучени дополнително матичните, мислам барем 30% од пациентите си ги превземаат тие и немаше товарот да биде толку на да, особено полесните клинички слики и да не збориме за асимптоматските тие, не ни треба нешто да зема. Како сега понатаму во овој дел, велите и самите, не е само да си има кревет, треба да си има кој ќе го обслужи тој кревет, односно тој болен пациент, кој што на некој начин се соочува со оваа тешка ситуација. Недостасуваат и доктори и медицински кадар. Како е кај вас во моментов? Кај нас имаше, знаете дека претходно главниот товар го возеа колегите од интерно и анестезија. После болницата се отвори дел сегменти за третирање пациенти кои што не се позитивни на COVID-19. Анестезиолозите, што за жал се мал на број кај нас, беа внесени во тој сегмент, во третман на непозитивни и во долниот дел, значи сепак нема доволно време да пристапат колегите на двете страни. Имаше реорганизација, конечно се вклучија сите колеги од сите специјалности, не само интерно инфективно, двајца инфектолози се не се многу. И анестезија се вклучија сите специјализанти, општи доктори од општа пракса кои што комплетно го држат тој триежен центар. Се вклучија и хирурзите во третман, колегите од патологија, значи колегите од кожа, значи буквално се направи цела реорганизација, сите доктори се вклучија конечно во третман, едноставно да ние колегите кои што 9 месеци сме константно вклучени,
Не само збориме за дежурствата, туку имаме и повици во однос на кардиологијата. Значи имаме што викам дежурство, после на повик, повторно дежурство. Сега сите се вклучија и малце едноставно колегите од интерно и анестезија, од инфективно да, што вика би рекол, да земат здив. Да. Така да последниот месец мислам дека ќе биде подобро, се иде кон подобро во однос на организацијски структури. Точно нека фали среден медицински персонал. Мислам не можеме да отвараме оделенија ако нема медицински сестри. Или немаме болничар, или нема кој да врши достава на храна или за пациентите. Нормално, ако има кадар, ако има здравствено слободно, болницата е голема, може да се отворат и 500 кревети, мито ако имаме соодветен кадар за да се прифатат сите пациенти. Не можете на одреден број пациент, на одреден број на лекари, на одреден број на сестри да ја полниме цела болница и едноставно кој ќе биде пружена прва помош, кој нема да биде пружена. Тоа беше една грешка која што се направи мај, јуни, јули месец, кога беше првиот бран, кој што навистина на мал број лекари бевме изложени, се отворија преку 180 пациенти имавме болни. Тогаш беа вклучени интерно и анестезија во третман на тие пациенти, едноставно имавме по тројца дежурачи на дежурство кој што требаше да покриеме токав број на пациенти. Додека си поминал првиот пациент, до последниот веќе си го заборал првиот пациент. Ако треба лично да гледате, кој период ви е најтравматично искуството? Па мислам јуни-јули месец беше најтравматично. Јуни-јули, најтравматично, тоа беа бројки кога Македонија имаше по 230 на ден или Не, повеќе тоа беа бројки, имаше преку 150-200. 150? Да, меѓутоа тоа беше Не, период. јуни-јули не. Имаше токав број, мисля, тој беше период кога болниците во внатрешноста не прифаќаа позитивни пациенти за ковид. Тогаш беше само клиника за инфективни болести и 8 септември. Сите, значи, внатрешни болници во внатрешноста апсолутно позитивен потежок пациент беше препраќан во 8 септември на клиника за инфективно. И затоа ние го изедовме најголемиот товар. А веќе сега се направи редистрибуција на пациентите, секоја болница има свој дел инфективен кој што го отворија. Меѓутоа повторно, пациенти кои што влашуваат со најтешка клиничка слика, повторно доаѓаат во 8 септември. Да, од друга страна, пациентите се жалат дека состојбите во другите болници, особено во локалните установи, се на ниско ниво, би рекол, од аспект, еве видовме во Штипската болница, што се случи со тој начин. Повторно е тоа недостаток и на кадар, може би има дел и од несовесно работење, но недостигот на кадар секако е еден од клучните фактори и тоа на глобално ниво, односно на ниво на држава, не го решава проблемот. Точно е сега е помал притисокот кон главните здравствени установи во земјата, кон оние кои што ги лекуваат најкомплицираните случаи, што е добро, меѓутоа смртните случаи се префрлија во натрешноста, токму поради тоа што земјата се соочува со недостиг на медицински кадар и условни, просторно-технички, ако баш сакате за лекување. Битолската болница и можностите за лекување. И можностите за лекување. Затоа кажав, не болничкиот кревет, може да отвори милијадници болнички кревети. Значи треба соодветен медицински кадар. Значи првин од самата дирекција, значи од болничар, медицинска сестра, лекар. Секој пациент треба да едноставно се пружи соодветна максимална нежа. Меѓутоа, и самиот лекар ако нема со што да работи, и тоа е сепак предизвик. Многу болници внатрешноста остана и без антибиотици дополнителни или без еве сега имаме проблеми со дедимерија, ама тоа мислам дека е на цела држава проблемот со дедимерија. Тоа е проблемот и на светски рамки, не е само кај нашата. Али сакам да кажам, се исцрпуваат се повеќе ресурси и самиот лекар и самата сестра ќе направи се за пациентот, меѓутоа мора да има со што да работите. Ако немате со што да работите, колку би биле ние во можност да ја пружиме таа здравствена нега. Да. Кај нас пациентите што се во најтешкиот дел, за среќа имаше некои донации, претходно од болницата имаше и машини, респиратори и насипав маски, така што колку можеме прифаќаме дел од пациенти. Митоа условите не се идеални. Треба да се вложи повеќе, митоа нашите услови во нашата болница за разлика од натрешност условите се драстично поголеми. Во најмала рака вие имате централен систем за довод на кислород. Па да, во одреден дел, не во цела болница. Не во цела болница, меѓутоа постои за разлика од другите каде што сето тоа оди на боци и Тоа требаше да биде решено во летните месеци, се разбира. Ако сите знаевме дека ќе има ваков втор бран, тоа требаше да се реши многу поодамна. И за тоа не е некоја голема инвестиција усмислена. Тоа требаше да се реши, а они се решаваат тековно. Кога фати бранот веќе
Тоа е истото што не фати нас неспремни, што би рекле во јуни месец. Делумно неспремни. Али мислам дека постепено, барем за нашата установа, се организиравме, внатрешно се организиравме, веќе направивме прераспредава на медицински кадар. Пак ќе кажам, не само што функционираме со пациенти со кои се позитивни на COVID-19, функционираме и со нормални пациенти, бидејќи не можеме да ги заборавиме одредените пациенти или патологија, тука спаѓаат и онколошките пациенти, и пациенти со срцев удари, со ангина пекторис во односно аспект. Тоа е таа да работиме, да продолжиме да работиме на превентива и лекување на тие пациенти. Тие пациенти апсолутно не може да се заборават. Не може се да биде насочено кон пациенти со COVID-19, а сите други пациенти да се игнорираат. Последиците ќе ги видиме здравија другата година, се надам дека ќе заврши, да бидеме оптимистички, оваа пандемија. И последиците од изгубената превентива и лекување до оваа година, се надам ќе ги видиме последиците следната година. Во последно време почна да се обраќа повеќе внимание и на другите пациенти. Меѓутоа, се чини дека неоправдано се изгубија добар дел од другите пациенти, односно не беа во можност да ги остваруваат своите редовни прегледи и третмани и така натаму, бидејќи огромен дел од болничкиот кадар не се вклучи во COVID-19 битката. Значи, зборуваме за цели оделенија, барем до сега, за цели оделенија, кои што немаат врска со COVID, нормално. Меѓутоа, драгоцено е искуството на секој што има допирна точка со медицината. Зошто тоа не се направи? Така, тоа не се направи претходните месеци. Последните 2 месеца се направи тоа што го кажувате вие. Се вклучи цел персонал медицински. Претходните месеци беа искористени во однос на капацитети само нашата болница и клиника за инфективни болести. Останатите болници се затвори. Значи, во принцип, не се прима никакви пациенти, буквално никакви, освен ургентните пациенти. Едноставно тогаш се даде поголем одмор на нив, за сметка на тоа целата тежина па на нашата болница и клиника за инфективно. Имаше периоди кога едноставно колегите горе одмара, да кажеме, на болници одмарат, меѓутоа сепак не работа со таа полна пара, значи од претходно како што работа со 10%, и не ги прифаќаат тие нормални пациенти, а кај нас ги прифаќам и ковид позитивни, ковид негативни пациенти. Мито пак ќе кажам, последните 2 месеци мислам дека се вклучија сите лекари. Знаете, во клинички центар се вклучува и хирурзи, и гинеколози, и пластични хирурзи во третман на тие пациенти, сепак сите сме лекари, сите сме положиле сме дали Хипократовата заклетва. Така да сите сме пред се лекари, а точно дека одредена субспецијалност. Меѓутоа, со правилна едукација, со кратка едукација, соодветни протоколи за лекување, мислам дека сите можеме да се вклучиме. Јас се надевам, да кажам, 2021 ќе биде здравје. Да се надеваме дека ќе биде уште една работа. Зошто не се вклучи повеќе приватното здравство? Видовме сега, последно имаше една ситуација со 100 болнички кревети и персонал кој што ќе го обслужат приватните болници. Меѓутоа се доби впечаток дека тоа е една исцилена одлука и во која што здравството македонско многу нема да добие, а повторно некој ќе профитира на грбот на болните. Па мислам дека од почетокот приватното здравство не се вклучи, барем така мислам, со оглед на тоа, знаеме дека главен проблем приватно здравство е да нема инфектолози. Сега добија некој кај нас, например, што колешката се даде отказ, покрија одредено инфективно. Првично приватното здравство беше голем подем у смисла на тоа дека јавното здравство беше пренасочено цело кон COVID-19. Нормалните луѓе, мислам пациентите кои што не беа позитивни, они сите поотидоа во приватно здравство. И тоа беше моментот кога они нормално добро заработува. Сега во последниот месец кога веќе имаме голем притисок и кога нормално знаете и кои беа цените за хоспитализирање на тие пациенти со COVID-19, некои суми се спомнува во јавности на 12.000 евра за да се хоспитализира, се гледа дека третманот и тежината и колачот е многу поголем за тие пациенти да се примат и да се третираат, во оглед на тоа колку се трошоците. И самите знаете дека, мислам дека и веќе приватното здравство се чека листа на чекање кој што има за овие пациенти да се хоспитализираат. Народот како народ не одвојува голема сума на пари и довива голема цена и жртва со цел да си го спаси самиот живот. Веќе се поволни капацитетите во јавно здравство и веќе да секој си го бара спасот на свој начин и во приватното здравство.
Мислам и ова, пак ќе кажам малце за доцната одлука, ми тоа се уште не знам дека Се уште не е се уште не е потпишана отпочнато, не е одлуката, отворена, да. како што Не, знам. да. Така да тоа беше најава уште пред 2-3 недели, али Да, се ако уште паднат чекам. бројките може и да нема ни потреба. Нема ни потреба да веќе се од отвара. ова. Добро, се почесто пак има лекари кои што го напуштаат јавното здравство, ете имаше ваша колешка која што во ек на пандемија замина во приватното здравство. Некои заминуваат и во странство, не се само лекари и медицински кадар. Зошто се случува тоа? Зошто? Прво е условите кои што работиш. Второ е притисокот. Второ е платата за кој што се работи. Јавно здравство е место каде што можете највеќе, значи за млад лекар да научите, највеќе може да доприденесете, имате најголем обрт на пациенти у смисла на тоа, на највеќе пациенти може да помогнете. Место каде што едноставно секој лекар треба да се изгради. Да не ги споредувам професиите со лекари со другите професии, тоа има подредени професии кои што се 5 пати повеќе платени во однос на медицинските работници. Значи, медицинските работници сегде во светот се на врвот во однос на овозможување услови за работа, во однос на заработка, сите имаме некои фамилии. Ние сите треба да издржиме фамилијата да работиме. Ние периодов, например, имаме секој трети ден сме дежурни. Колку дома влегуваме, знаете? Последниве месеци дома се вртиме, што викаме, пола ден. Така да условите, негрижата, едноставно младите треба да ги задржиме ние. Се знае како се вработува, како може да дојдете до работно место. Сега оваа политичка партија на еден дел, утре друга политичка партија. Сите тоа придонесува за едноставно младите да речат доволно, доста е. Едноставно не сакам. Германија едноставно треба да не биде благодарна на нашава држава што колку голем кадар отиде горе. Сите мои има, да не кажам 50% од моите колеги од генерација веќе се успешни доктори во земјите. Имају колеги кои што работите во Америка. Сите тие избега не зашто им било лошо овде животот, да се разбереме. Сите тие имај тука и финансии подобри, меѓутоа условите, начинот, хиерархијата на водење. Мобингот, не зборам за мобинг, тие не биле, меѓутоа начинот да се дојде на работното место, тие се главни фактори кои што сите си одат дефинитивно. И нормално, здравството е здравство, не треба да се меша политика во здравство. Велите, би било добро 2021 да ја означиме како година на крајот на ковидот. Сега, според ова што го гледаме, има намалување на трансмисијата, меѓутоа и понатаму голем број на позитивни пациенти, над 1/3 од тестираните, околу 1000 се секојдневно. Но трансмисијата е, да речеме, намалена, веројатно како резултат на мерките. Мислите ли дека ќе може да со ова темпо, да речеме дека до нова година имаме помал број на заразени? Се зависи од нас и од мерките колку се почитуваат. Имавме мерка Black Friday. Класична мерка, кога луѓето чекаа пред продавница. Во редови, колку тие би се вклучиле во тие мерки за заштита. Сами тако ние не сме свесни, ништо нема да направиме. Имаме мерки кога нормално целиот образовен процес е крахиран во смисла на тоа немаме физичко присуство, имаме онлайн. А кафаните и кафичите работеа. И се уште работат. Соседните, значи, земји ги затварат. Најголема трансмисија на самата болест ги прават нашите млади. Мисла младината, асимптоматските пациенти. Тие се тие кои што вршат таа трансмисија. Ние мораме малце едноставно, сепак младина сака да излегува, меѓутоа мора на тој дел да вложиме повеќе да ги заштитиме, зашто тие се главните преносители. Сега гледате дека секој повозрасен човек носи маска, што претходно не беше така. Значи веќе народот свати дека стварно постои болеста, мада има и такви што уште кажува дека се некои загадки светски, има многу такви теории на заговори, јас се соочувам и секојдневно со такви пациенти. Но и таквите носат маски некогаш, така што... Па и таквите од тоа што гледаш што се случува. Значи, едноставно мора сите како население да се вложиме, и тоа нормално и самата држава и самиот образовен, мислам здравствениот систем треба едноставно да се види кој дел од трансмисијата, кои се лица кои се што викаме ја вршат најголемата трансмисија и да се спречи во тој сегмент, а тоа е младината. Мислам дека мора како што беше добра мерка се затвори до 21 часот, претходно се знае дека работеше до 01 часот. И веќе се осети тој мал делуме на
делумна мерка се осети сега. Немаме веќе 1200-500, значи околу 1000. Меѓутоа и притисокот ние го сеќаме овие 2 недели, притисокот малце не се намалува. Во однос на тоа има пациенти кои што се за хоспитализација, кои што ги држиме 24 сати, зашто немаме место каде да ги ставиме. Веќе тоа не се случува со оглед на тоа дека не е намален притисокот, не е само во нашата болница. И плюс, постигниве една добра мерка која што беше направена, веќе имаме комуникација со останатите центри во државна болница. Претходно немавме никаква комуникација. Сега имаме одредена Вибер група која што се знае брза помош носи пациент и кажува каде има слободно место и се одговари, одма се прави. Тоа требаше да се направи многу поодамна. Додека не претходно имаме пациенти, па да го јавиме, па да го преносиме. И тоа се губеше на време, па година доле. И тоа е шетан пациент, цел ден го шетаме пациентот, на крај ќе хоспитализира се и ќе почине. Веќе решивме таа тема до некаде, што е варно за пофалба, некој му текна направена група и да каже дека од таа група ќе има толку болници ќе вклучуваат. Имаме таков пациент и одма сите знаеме кај ќе биде пациентот. Да. Значи имаме таа соработка со меѓуболничка која што претходно ни фалеше. Навистина фалеше. Ние немаме преблокирани сме, порано беа 55 кревети. На 55 кревети имаш притисоков на трешноста за хоспитализација. Така да полека се средуваат работите, меѓутоа многу задоцнато и закаснато. Тоа требаше да се направи многу поодамна. Може од моја гледна точка. Може да бидат спасени човечки животи? Па може. Точно дека може да се направат многу повеќе работи, меѓутоа што е тоа е. Има одредени пациенти кои што, да не кажам, не ни стигнуваат кај нас. Имаме голем број пациенти што починуваат и дома. Така да таа бројка е многу поголема, мислам дека од тоа што се прикажува во смисла на тоа се заведуваат сите пациенти, меѓутоа не знаеме што се случува дома. И пак ќе кажам, што знаеме со другите пациенти, што знаеме со другата патологија, колку пациенти со онколошки заболувања починуваат. Таа бројка не се знае. Имаше одредена статистика дека годинава има и помалку смртни случаи од лани. Зборуваме за вкупниот број на смртни случаи, што може би се дложеше и на локдаунот кој што постоеше, да речеме, неколку месеци, кога не беше практично. Да, мислам дека таа бројка е нереална. Мислам дека бројка да е многу поголема последнава година починати, се тоа благодарение на пациенти со овие пациенти од позитивни на COVID-19. Таа бројка е нереална. Митоа во однос на кардиологијата на светско ниво, вика 880% е зголемена стапката на пациенти кои што починале дома од инфаркт, него во болнички установи. Значи, едноставно населението се плаши да оди на лекар или во болница, само за да не фати COVID-19. Да, ќе умре од нешто друго. Многу пациенти ние имаме кои што пациенти доаѓаат со задоцната фаза, кога фамилијата го донела во една терминална фаза кој што имал инфаркт пред 5 дена. Зошто? Зашто пациентот, односно болниот, не ќе да дојде на лекар. Многу касно доаѓа, зашто рекол да не се заразам со COVID-19. И доаѓа кај нас во една терминална фаза која што не може не е компатибилно да се работи. Велите во наредниот период ќе мора многу повеќе да се обрати внимание на останатите пациенти кои што годинава беа занемарени заради ковидот. Од кога очекувате да се ослободи прво овој притисок врз здравствениот систем со вакцините, со колективниот имунитет кој што сега се создава? Па да, се создаде голем број колективен имунитет. Тоа е една работа, друга работа, веќе населението, делумно од населението станува веќе свесно за тежината на болеста. Тоа треба да се потенцира и мислам дека и самата вакцинација ќе придонесе, али мислам дека притисоков, каков што е моја прогноза и според тоа што го читам, мислам дека март-април би требало да се, барем уште некој месец да се издржи, да се намали притисокот, па после да се отворат и останатите, за третман на останатите пациенти. Ние тоа, како што кажа, во нашата болница е работи со полн капацитет и во третман на тие пациенти, не е со тоа претходно како што биле. Ако претходно во сала сме работеле 7-8-9 пациенти, сега работиме 2-3. Плюс прво и основно што немаме кадар да покрие салата, по еден доктор, претходно ќе беше по 2-3 доктора, зашто тие доктори се ограничени дали во ургентен центар, дали во триежен, дали во што ги збориме ние прв спрат ковид, втор спрат ковид, трет спрат. Значи сите едноставно доктори се ангажирани. Исто и на колегите од другите интернистички гранки, секој ден се држи одредена диагностичка процедура. Меѓутоа ако претходно се правеле по 50 теха, сега ќе бидат направени по 15 теха. Не може еден доктор да покрие се. Мислам да се издржи овој втор зимски или како да го наречеме или трет бран.
мислам дека од пролет со нели нормално вакцините, нормално сите ги чекаваме со отворена душа, на голема врата. Да. Но пак не доцнати вакцините. За жал на некоја опашка сме повторно ставени тука. И како држава и самите сме малку виновни. Се уште не се набавени оние потребни ладилници и сето тоа што е под... Добро, има одредени, да, точно, вакцините се чуваат на минус 70 степени, треба одредени услови за нивно чување, набавка, сепак не сме развиена земја, знаете дека прва се дава на високо развиените културните земји, ние сме некако во последна од дупка, така да кажем, од низата. Али сега, со 2-3 месеца, мислам, тие мора да издржиме сите, да ги почитуваме мерките, да издржиме. Дел веќе имаат и колективен имунитет, доста население веќе се зарази. Другите што не се заразиле, комплетно носење маски, држење дистанца, значи држење сите прописи и мислам барем да тоа ќе биде успехот понатаму за да се возможи подобро да функционираме. Да, од друга страна доаѓаат празниците, Нова година, Божик. Некои лекари стравуваат дека ова може да биде опасно за продолжување на овој есенски зимски бран. На некој начин, кој е вашиот совет? Па да, тоа е општо стравување на сите нас. Нормално собирите ќе бидат првично. Меѓутоа, ако добро се организира, ако се спречат тие собори, ако се тргнат тие, да кажеме, журки од ресторани, кафани пред новогодишни забави, се намали групирања, тоа веќе дури имаме закон веќе да не се направи групирање, ако се придржуваме кон тие, мислам дека не би требало да се зголеми бројот. Меѓутоа како популација, како народ, познавајќи сме колку сме во таа смисла пред новогодишно забави, журкање, контакти, може да дојде до зголемување на бројот. Меѓутоа дефинитивно тука рацете мислам картите се на страната на Министерството на здравство. Колку повеќе она ги спроведе мерките, колку повеќе се грижи да тие субјекти угостителски да се затворат, да се придржуваат кон нови мерки, мислам дека ќе се возможат и да не се качат тие бројки. Нормално мислам дека тој период кога треба да биде внесени полициски час, барем за време на празниците, за едноставно после 21 часот да нема собирање на млади во викендици, сите идеме. Нели има хотели, викендици, секој си има своја викендица по изнемување на приватни смештаи, кои што веќе уште сега знаеме дека младината се организира во викендици, например во Охрид или било каде, така да дефинитивно тоа треба да се спречи. Преку полициски час рековте или? Па ја мислам за мене полициски час, тој може да биде ставен од 22 часа до 5 сат наутро. Тој е тој период да се ограничи движењето на младите. Тоа е, пак ќе кажам, мое мислење. Сепак и правилно одлука е рестораните, кафаните до 21 часот. Може тоа треба да тој период да биде и многу порано. Или ако се придржуваат у протоколите во ресторан на оддалечени, масите се на дистанца, секој нели келнер носи маска. Мислам дека и тоа ќе биде причина за да не се зголеми тој број. Да. Добро, доктор Владимир Ристовски, јас ви благодарам што бевте денес Благодарам на дел од честата. Студио 10, па се гледаме во наредна прилика со новини, се надеваме по-позитивни. Благодарам, се надеваме и ние дека ќе извлечеме нешто поука и следната година ќе биде многу подобра во ова. Благодарам.